И синоќа на протестниот марш во Кочани голем број граѓани излегоа на улиците и продефилираа повеќе добро познатата маршрута од градскиот парк во улиците во центарот на градот и повторно се собраа во паркот на Револуцијата пред споменикот на Никола Карев. Тие синоќа беа едногласни во своите барања за зачувување на унитарноста на државата и за целосно отфрлање на тиранската платформа. Пред присутните граѓани зборуваше Гордана Манева, педагог и член на Македонското патриотско здружение Славчо Абазов, кој уште еднаш ги повтори барањата на граѓаните. Ајде едно подсетување да стигне ова најнепосакувано сценарио, наречено тиранска платформа, и до нашите сограѓани, соседи и овде, кои се дома, некои даваат подршка, но не излегуваат, но некои и него сериозно разбираат овој суштински проблем, кој ако се протне из мала врата, враќање назад нема. Оваа платформа не беше изнесена на изборите пред граѓаните и граѓаните не се согласуваат со неа и таа е нормално спротивна на Уставот на Република Македонија. Политичарот кој ја прифаќа таа платформа е уценет и граѓаните не гласаа за таа платформа и тие не беа запознаени пред само месец или 2 месеци пред изборите, додека Зоран Заев прифати таква платформа и со таа платформа мнозинството македонци ќе се однесат во опозиција со цел малцинството македонци и мнозинството албанци во Македонија да ја донесат таа платформа. Така гледано, ова навистина е државен удар. Продолжуваат протестите во Кочани и другите населени места, се до постигнување на целта и решавање на политичката криза во државата.